уште повеќе ќе изгубат и црната, бидејќи таа како втора ќе се навреди. Значи ќе добијат 0-0. Ако Џон Неш се одлучи за црната, негови се колоните и црвените бројки, а Хенсен ја добие русата, тогаш Хенсен ќе добие плюс 100 бода, бидејќи го добива својот прв избор, најпривлечната девојка во тој момент, а Неш ја губи русата, тоа се минус 100, но ја добива црната, тоа се плюс 50, тоа се минус 50 за Неш. Овој пат црната не носи 0, бидејќи Неш ќе и приде како на прва, па ќе добие потврден одговор, но не е ни 100, бидејќи е негов втори избор. Сосема аналогно, ако Хенсен се одлучи за црната, Неш за русата, тогаш Неш добива плюс 100, Хенсен ја губи русата, тоа е минус 100, но ја добива црната, тоа е плюс 50, значи вкупно минус 50. И конечно, ако и двајцата, и Џон Неш и Мартин Хенсен се одлучат за црната девојка и придат како на прва, иако таа е нивни втори избор, добиваат по 50. И сега во што е убавината на решението на Неш и таа згусната математичка информација за која што во крајна линија Џон Неш доби Нобелова награда. Имено само да спомнеме дека не е црната, туку се црните, инаку не би имало логика да е 50-50 и за едниот и за другиот. Повеќе црни девојки. Две црни девојки се сведено на дводимензионален случај. Сега размислувањето според минимаксниот критериум би одело вака. Ако Џон Неш се одлучи за русата, негови се колоните и црвените бројки, може да добие 0 или 100. Подобро е 100, но противникот ќе му дозволи минимум, односно 0. Тоа е минимаксниот критериум. Ако се одлучи за црната, ќе добие 50 или минус 50. Подобро е 50, но противникот ќе му го дозволи минимумот, а тоа е минус 50. Од минимумите кои што ќе му ги дозволи противникот, тој го бира максимумот, односно подоброто. Имено тоа е минимаксниот критериум, вели ти треба да играш така што ако твојот противник одговори максимално добро, твоите загуби да бидат минимални. Веројатно шемата во секојдневниот живот можеме да ја префрлиме и во сферата на економијата. Да, може да се префрли, да се преслика директно во сферата на економијата. Имено овде според минимаксниот критериум, значи за Хенсен имаме аналогна ситуација. Он исто така од 0 и 100, ако оди на русата, подобро е да одбере 100, но противникот ќе му дозволи минимум 0. Исто така, ако оди на црната од минус 50 и 50, подобро е 50, но противникот ќе му дозволи минус 50. Од двата минимума кои што ќе му ги дозволи противникот, го бира максимумот. Според минимаксниот критериум, со кој што во крајна линија беше програмирана и Deep Blue програмата од страна на врвни стручњаци од IBM, која што го победи Гари Каспаров у шах. Значи, според минимаксниот критериум, седлеста точка е 0-0. Меѓутоа, очигледно, подобро е 50-50. И како што рековте, тоа Џон Неш го преслика во реални економски услови и покажа дека во реални економски услови подобро е да се кооперира. Уште повеќе, како што видовме во само овие 2 минути од филмот, и Џон Неш и Мартин Хенсен се осврна и на теоријата на Адам Смит за невидливата рака, Invisible Hand, имено теорија од минатиот век, која што вели ти треба да постапуваш така, како што е максимално добро за тебе, егоцентрично, не кооперативно, а од твојот профит и целото општество као водено со невидлива рака ќе профитира. Меѓутоа, Џон Неш имаше тука... не е баш така. Не е баш така. Мислам, Џон Неш имаше подлабок увид и он рече токму така, во согласност со Смит, ти треба да постапуваш така како што е најдобро за тебе во тој миг, но најдобро за тебе е да кооперираш. Наспроти на Хенсен, кој што рече, па добро, нели господа, идеме ние себично на русата и така натаму. Значи, гледаме дека не седлестата точка единствена на Тјури личност Кишенон, туку на барем во инсертот, која не се чувствуваше пријатно на крајот на сето тоа беше русокосата. Па добро, да. И тоа баш избрана русокоса, професорке. Сега, она што би сакала да го истакнам е една од вашите студии, ако камерата може да го регистрира тоа, верувам дека нашиот вечерашен камерман Дуки тоа добро ќе го изведе. Ете така. Значи, студијата носи наслов Релативност, хаос
Гедел, која ја опфаќа воедно и теоријата на релативност на Ајнштајн, преку која се добиваат интересни информации за времето како една од димензиите. Дали науката од денешна гледна точка дозволува патување низ времето, професорке? Па одговорот парадоксално може да биде да. Меѓутоа, ако останеме во рамките на математичките модели, значи она што го покажа Ајнштајн со својата теорија на релативност, диаграмите на Ричард Фейнман, истражувањата на Пол Дејвис и други. Меѓутоа, на науката добра и престои да најде физичка потврда на она што незините математички модели го кажуваат. И сега ова наједноставно тоа патување, да кажеме по време, може да се презентира со еден диаграм на Ричард Фейнман. Повторно ќе треба да ја кренеме шемата или диаграмот, така? Да. Значи Фейнман и самиот беше гениален физичар, многу духови човек. Во врска со ова тој извика, ова што ќе ви го кажаме вака, а зошто е така не ме прашувајте. Еден теолошки извик како што забележува Пол Дејвис. Имено на Фейнмановиот диаграм, кој што е прикажан во еден диаграм на Минковски, значи прикажан е во простор времето, во кој што времето нормално тече, како што очекуваме, нели, од него, нанапред, од сегашноста кон иднината. Тука во ситуацијата е еден фотон од гама зрак, кој што се судира со атом, при тоа настанува креација на еден пар електрон-позитрон. Електронот си ја продолжува својата одисеја во Вселената, додека позитронот обично има куса кариера, се судира со друг електрон. Тука можеме да напоменеме дека позитронот како античестичка, значи честичка со спротивен полнеш од електронот, ја воведе во науката Пол Дирак уште 1930 година, исто така знаменит физичар, и тоа многу интересно, тој ја откри најпрво во своите математички модели, односно неговите математички равенки покажаа дека за да остане решението стабилно и за да се задржи балансот на енергиите, треба да се воведе една честичка со спротивен полнеш од електронот и тоа ја нарече позитрон, значи како една античестичка, односно као дел од антиматерија. А само кога би се вратиле повторно на диаграмот или на шемата, она што можеме како појаснување за гледачите да го забележиме е дека електронот за разлика од позитронот има стрелка надоле. А позитронот има стрелка, електронот стрелка нагоре, а позитронот стрелка надоле. Што значи тоа? Тоа е многу битна забелешка. Имено овде, според едно класично објаснување, позитронот продолжува, се судира со друг електрон, различен од овој, и во настанот во простор времето Б, при тој судар на честичка и античестичка, односно материја и антиматерија, се ослободува фотон, се ослободува енергија. Така што еден посматрач во временскиот момент Т1 би видел еден електрон, еден позитрон и еден електрон. Меѓутоа, вие многу го забележавте дека стрелката иде наваму. Што вели Фейнман? Фейнман вели, јас истиот овој диаграм можам да го протолкувам поинаку. Јас може да кажам имам еден електрон, тој си патува од сегашноста во иднината, како што е нормално, таму испушта енергија, малаксува да персонифицираме, се враќа од иднината кон минатото, таа стрелка надолу, значи сега се враќа од иднината кон минатото, истиот тој електрон. Бидејќи ако ја помножиме равенката со -1, ако времето стане минус, полнеж останува плюс. Сега, бидејќи се вратил во минатото, се напојува од изворот на енергија, значи се вратил на изворот на младоста на некој начин, и потоа пак продолжува како електрон. Значи Фейнман вели, јас може да видам еден електрон кој што иде од сегашноста кон иднината, па од иднината кон минатото, па back to the future, пак кон иднината. Значи се движи во една цик-цак линија, во која што при цик иде од сегашноста кон иднината, цак се враќа. Но од лаичка гледна точка произлегува дека науката, барем според оваа шема, докажува дека е можно патување во времето. Но кое е патување во времето? Она кое не носи во минатото. Шемата тоа го покажува. Немаме патување, барем според овој диаграм, во иднината. Па Фейнман би ја помножил равенката со -1 и би добил. Видите, поентата е дека
Ако позитронот го гледаме како електрон кој што се враќа од иднината кон минатото, Така? Тогаш и оние далечни светови од антиматерија за кои што предпоставуваме во далечните галаксии дека се антиматерија, можеме да ги гледаме као материја која што ни доаѓа од иднината